Се е подготвено за најавениот традиционален масовен собир на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, закажан за средината на јули годинава. Републичкото здружение на децата бегалци заедно во соработка со здруженијата од Штип, Велес, Свети Николе, Радовиш, Струмица и Битола оваа година ја организираат петата светска средба на децата бегалци која ќе се одржи од 19 до 22 јули. Централната манифестација ќе биде на 20 јули во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што ја користам оваа прилика да ги поканам не само македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија, туку сите граѓани на Република Македонија да дојдат и да присуствуваат и со нивното присуство да ја направат побогата нашата програма. За поголема масовност, Штипското здружение на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија, во соработка со останатите здруженија од Македонија, организира автобуски превоз до местото каде се предвидени одбележувањето на манифестацијата. Со наша помош, со помош на Републичко здружение на децата бегалци, исто така и со сите здруженија од Република Македонија, организира пикник заеднички на 21 јули кој ќе се одржи во манастирот Свети Пантелеймон, и затоа ги поканувам сите пријатели наши, сите гости како од Република Македонија, така и пошироко да присуствуваат на овој пикник, каде што ќе има културно-уметничка програма, ќе настапат културно-уметнички друштва, естрадни уметници и ќе се интерпретираат песни од Гоцефест, додека пак на 22 продолжуваме со активности, ќе има панихида за паднатите борци и жртви од Екзодусот, кој ќе се одржи во храмот Свети Климент Охридски во Скопје, а додека завршна манифестација ќе биде вечерта со свечена вечера во хотел Континентал. За оваа средба се обезбедени автобуси од Штип и од сите други градови од Република Македонија, така да од Штип ќе има организиран превоз на 20 јули, петок, за свеченото отварање во салата Борис Трајковски, потоа на 21 за пикникот исто така ќе има организирани автобуси до манастирот Свети Пантелеймон. Одбележувањето стартува од почетокот на годинава и со низа активности ќе трае до крајот на оваа 2018 година.